во последните 2 години се донесува многу тешки државнички одлуки кои што за жал не беа препознаени од другите политички елити дека што покасно ги правиме тие државнички одлуки, тоа потешко ќе биде за идните генерации на политичари. Јас можам да искажам мој личен став на моја лична одговорност. Дали ми се свиѓа Преспанскиот договор? Не ми се свиѓа. Дали ми се свиѓа уставното име Република Северна Македонија? Не. Дали е реалност? Реалност. Не како СДСМ, како ВМРО, како други политички субјекти, како граѓани на Македонија, дали можеше да имаме подобар исход од целиот наш европски интегративен процес во овој период? Можеше. Во определена политичка опција која што потоа би им донело вработување во државна администрација. Јас тоа го оправдувам. Јас сметам дека треба да се смени комплетно начинот на комуницирање, како да се допре до младиот човек бидејќи дефинитивно политиката станува неатрактивно поле за активизам на младината и тоа е очигледно и кај најголемите партии и во албанскиот блок и во опозицијскиот блок, значи тоа е евидентно и тоа е тренд кој што за жал продолжува и мислам дека доколку подмладоците политички не се обединат и не конституираат некоја платформа која што ќе значи поразличен пристап и поразличен начин на комуницирање со младината во Македонија, дека за жал полека постепено младите ќе се отргнуваат од политиката и својата шанса за просперитет и иднина ќе ја гледаат во други полиња, особено во невладиниот сектор. Сакам да те вратам одзад поназад на првото прашање, нели што се случи со СДСМ? Ние пробувавме тука со неколку гости кои што имавме претходно во емисијава да изанализираме што може би му надесе најголем удар на СДСМ по неговиот рейтинг. Констатирав барем јас дека помина промена на име, помина некои тешки договори, Бугарија, двојазичност и така натаму, помина со по тие договори, по тие настани, по тие политики следуваше победа пак на СДСМ. На 2020 година, да. На изборите некаде падот почна 2021 кој што пад не беше преголем, не беше преголема разликата, 280.000 на 240.000 гласови беше разликата на локалните избори. Што вака едно нешто што би одвил како човек кој што е долго време, нели, таа партија ти мажиш генот 16 години, колку имаш 31, 32, ти пола од твојот живот си го поминал таа партија, знаеш како диша таа партија. Што мислиш дека е главната причина за овој изборен резултат? Дали можеби ова што го правеше Дуи во последниве неколку месеци? Дуи е приказна самата по себе. Дуи нанесе штета на СДСМ како константен политички опонент. Во 2020 година на парламентарните избори и тогашниот премиер и председател на партијата Зоран Заев нели излезе со една реторика за изборите, Дуи конечно во опозиција. Граѓаните за жал тогаш не ја дадоа довербата на политичката опција на СДСМ, можеби не препозна искреност и реалност, повеќе реалност дека може да се случи Дуи да оди во опозиција. Истата реторика беше и со реториката која што ја користеа ВМРО ДПМН и господинот Христијан Мицковски за Дуи во опозиција. Целата кампања беше посветена во тој дел. Здраво е да се оди во опозиција, така сметав и во 2020 година. Тие непромислени потези на функционерите на Дуи со играње фудбал, кошарка по кабинети некако создадоа слика за тоа дека Дуи буквално прави што сака во Македонија. Затоа не ги зборам албанците, зборам Дуи, бидејќи познавам многу познаници и пријатели албанци, интелектуалци кои што не се согласуваат со политиките на Дуи, но и сметам дека недоволното проветрување на кадри во СДСМ си го направи своето. Тоа ќе биде дел од муабетот кој што ќе биде на конгресот, на отчетниот конгрес. Требаше сепак да СДСМ да мисли за својата иднина. На некој начин во сите овие години на власт да создаде нов кадар кој што ќе барем на 2, 3, 4 години да го замени, да покаже со нешто ново. Сосема е нормално во политиката да после определено време
граѓанинот, народот, телевизијата, вие новинарите се заситите од определен лик кој што излегува на телевизија, збори, дали без разлика дали е пратеник, директор, министер, ништо не е вечно. Да. Не е вечно ни член на совету во град Скопје. Да. Ќе се заситат еден ден, едноставно знам дека треба да направам чекор назад, дека треба да оставам простор на некој кој што се етаблирал, кој што ги поминал сите партиски ешалони и кој што треба да со своите размислувања прогресивно да направи определена промена, се со цел да партијата која што е на власт да покаже некое ново лице. Сметам дека има, затоа реков, повеќе слојни се проблемите кои што доведоа и причините до ваков резултат, но сметам дека сепак СДСМ е државотворна партија, има капацитети, има млади луѓе, има интелектуално членство кој што знае да препознае квалитет, кој што знае да препознае како се треба да се спроведе тој процес и мислам дека од овој процес кој што ќе биде тежок, но мислам дека на крајот ќе излеземе како сплотени, единствени со една нова реорганизација, со едно ново раководство кое што ќе биде репрезент на она што граѓаните го сакаат, подобар живот, подобра плата, државни национални интереси, консензус за сите државни национални интереси, народот сака и државата сака и граѓаните сакаат во Македонија да има конструктивна опозиција, опозиција која што ќе дава предлози, активно ќе учествува во работата на собранието, како што нашата советничка група во градот Скопје активно учествуваше во работата на градот Скопје, иако со 11 избрани советника сме во опозиција, сме биле конструктивни, се со цел да го подобриме животот на граѓаните на Скопје. Добро, ако добро те разбирам, и тоа го зборевме малку и пред емисија, ако можеби сега само дозволеше да отиде во опозиција малку порано од тоа, мислиш дека ќе имаше подобар резултат? Зборам пред година и пол кога нели имаше реално шанси да падне владата на СДСМ, дали мислиш дека можеби тој процес ќе беше подобар и сега ќе имавме поизбалансирана политичка сцена, а не ваква едностранност како што потешко е да ги анализираме работите од кога се нали? Да, после војна сите генерали. Да, отколку тогаш сметам дека неколку работи требаше СДСМ да ги направи за да се отрне од тој шинел на Дуи. Тоа се предвремени локални, односно предвремени парламентарни избори заедно со локалните избори во 2017 година, каде што концептот на тогашниот премиер Зоран Заев, едно општество за сите, вроди со плод. Тоа беше, да кажеме, од првите грешки, но меѓутоа и во 2021 година, кога на најлегитимен демократски начин си поднесе одговорност за изборниот пораз на локалните избори. Не можам да дадам никаков суд што би било кога би било, бидејќи тоа е завршена работа. Можеби некој кој што се бави повеќе со аналитика, со бројки, со изборни резултати, политички аналитичари може да дадат определен одговор на тоа дали би било поволно за СДСМ или за државата да отиде на редовни парламентарни избори кога имаше шанси нели да падне владата, но меѓутоа тоа е што е, се случи. Димитар Ковачевски стана председател на партијата на внатрепартиски избори, ја предводеше владата. Во последните 2 години се донесоа многу тешки државнички одлуки кои што за жал не беа препознаени од другите политички елити, дека што покасно ги правиме тие државнички одлуки, тоа потешко ќе биде за идните генерации на политичари. Тука првенствено сметам нели за Преспанскиот договор, тема на МУАБЦ како ќе биде, но и договорите кои што ги направивме со Бугарија, добрососедските односи со Бугарија и францускиот предлог. Јас можам да искажам мој личен став околу тоа, на моја лична одговорност. Дали ми се свиѓа Преспанскиот договор? Не ми се свиѓа. Дали ми се свиѓа уставното име Република Северна Македонија? Не. Дали е реалност? Реалност е. Дали можеше да имаме како граѓани, сега не како СДСМ, како ВМРО, како други политички субјекти, како граѓани на Македонија, дали можеше да имаме подобар исход од целиот наш европски интегративен процес во овој период? Можеше. Дали ја пропуштивме шансата во 2008 година на НАТО самитот во Букурешт
кога имавме согласност од грчка страна да подпишеме Република Македонија во заграда Скопје за надворешна употреба, имаше, ја го пропуштивме таа шанса. И сега на новите генерации на политичари паѓа тие тешки одлуки, бидејќи и ВМРО, и СДСМ, и сите одговорни политички субјекти во општеството изминатите години, но и новите кои што се раѓаат на политичката сцена, што е здраво, треба да сватат дека сите тешки државнички одлуки, доколку ги одложуваме, се повеќе ќе им биде тешко на новите генерации кои што ќе дојдат после 5, 10, 15, 20 години, истите да ги решаваат. Јас сум крајно разочаран од раководството на државата, да кажеме, во 2008 година, што не смогна сили да направи државен консензус. Луѓе, дајте, чекајте, ова е најдоброто нешто што може да го имаме сега. Не се размислувало за воиднина дека тоа може да биде се потешко и потешко. Се размислувало само за лични рейтинзи и за ништо друго. Дајте да го решиме Република Македонија Скопје, без при тоа да се размислува дека понатаму воиднина тоа може да прерасне во некоја потешка ситуација за Македонија и прерасна. И тогаш не било ни ерга омнес. Да, не беше, тогаш беше значи за надворешна употреба, привремената референца ФИРОМ се заменуваше со Република Македонија Скопје. Република Македонија Скопје ќе станеше дел од НАТО уште на тој самит во Букуреш 2008 година и верувам дека од 2008 година до ден денеска и преговорите со Европската унија ќе беа започнати. Не само што ќе беа започнати, дури ќе бевме и членка на Европската унија, ќе имавме многу подобар животен стандард, многу подобро општество, но меѓутоа и таа опција е пропуштена, затоа викам што би било кад би било народно кажано, но меѓутоа сите политичари свесни и одговорни треба да знаат дека тешките одлуки кои што се носат треба да се донесат во време и место кога треба да сватат дека сега е моментот за нивно донесување. Добро, затоа треба да има такви политичари се ретки. Во Македонија ретко сте политичар со таква визија и таква храброст да се појави, многу ретко. Мислам дека имате сега при крај на мај или кога ви е конгресот? Се уште нема дефинирано датуми, бидејќи како што кажав, нели уште не се заклучени воопшто изборите. Но шпекулациите се дека до јуни треба да завршите со... Прво треба да има очетен конгрес, на кој што очетен конгрес треба да се разговара за многу теми, меѓу кои изборните резултати.